Денеска се одржа 16-та седница на Совет на община Струмица. Имахме 22 точки. Денеска беше и предлог одлуката за измени и допълнување на буџет на община Струмица за 2018 година и сите програми. Исто така, денеска беше на дневен ред и извештајот за јавно предприятие Паркирајќето Струмица за трите квартали од 1.1. до 30.9.2018 година. Исто така и извештај за работењето и на јавно предприятие Струмица газ за овој период од 1 до 9 месец. Програмите за општинската јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Јоска Швестерот и предлог одлуките за давање на согласност за сите средни и основни училишта, општи училишта за формирање на паралелки со помал број на ученици. Најмногу дискусија имаше за првата точка од дневниот ред за ребалансот на буџетот. Еве и за информација на граѓани на општина Струмица, од планираниот буџет од 1.012.353.375 денари се намалува на 1.071.053.401 денар. Градоначалникот и општинска администрација по сите програми објасни каде се намалува и каде се зголемува буџетот. Имаше прашања во голем број од советничката група на ВМРО ДПМН и на крајот мислам дека сите ние ни беше јасно на сите нас дека тоа е нормално да има ребаланси на буџетите, бидејќи не може да се планираат 100%. Секогаш треба буџетите да се планираат со поголем износ, за да можат гранчалникот и општинска администрација да се мотивират за реализирање на поголем процент. Можем да кажем некои бројки, например, буџетот е реализиран со 55% во трите квартала. Приходниот делно основен буџет на општина Струмица е реализиран 44% во однос на планираниот износ, донации со 46%, самофинансаричката активност со 54%, намес дотации со 73% и кредити се реализирани само со 10%, бидејќи од предвидените 50 милиона денари кредит, 40 милиона се остават за наредната година, а се реализирани само 10 милиони. Во однос на вкупно планираните расходи во буџетот за 2018 година, реализирани се вкупно оперативни расходи од 64% и реализирани се капитални расходи од 26%. Сакам уште да истакнам дека сите предвидени проекти кои биле можни да се предвидат и биле остварливи се завршени. Посебно може да истагнам реализацијата на патиштата во населените места е реализирано околу 90%, само во неколку населени места дека не било можно, не се реализирани и јас како председател на Советот истакнав и му препорачав на гранчалникот Коста Јаневски да продолжи така со тоа темпо, бидејќи населените места и граѓаните на населените места заслужуваат по-убав и по-современ живот.